Здраво да родовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за оксидацијски пентозен циклус, кој се одвива во хлоропластот. Сега зашто напоменувам дека се одвива во хлоропластот, бидејќи има оксидацијски пентозен циклус кој се одвива во цитоплазмата. Сега овие се разликуваат, иако не се разликуваат премногу помеѓу себе, но сепак има некоја си разлика. Сега оксидацијскиот пентозен циклус се одвива кога всушност нема светлина. Значи кога не се прави АТП доволно или НАДПХ. Така едноставно нема доволно за да се поддржи Калвиновиот циклус, односно редуцискиот пентозен циклус, и затоа преминува на оксидацијски пентозен циклус. Иако има и други начини, други метаболички патишта кои се одвиваат ако нема светлина, кои ќе ги разгледаме, но ова само е еден од тие. И да видиме како е всушност се одвива, така. Значи првично започнува со фруктоза 6 фосфат, која всушност излегува надвор од редуцискиот пентозен циклус, односно тоа се одвива во хлоропластот. Нели добивавме фруктоза 6 фосфат од една молекула глицералдехид фосфат и дихидроксиацетон фосфат, се добиваше фруктоза 1,6 фосфат и понатаму добивавме фруктоза 6 фосфат. Па еве таа фруктоза 6 фосфат која излегува од редуцисиот пентозен циклус. И сега под дејство на глукоза 6 фосфатна изомераза, значи ама ќе направиме, фруктозата всушност се конвертира во глукоза 6 фосфат, а потоа таа се оксидира под дејство на глукоза 6 фосфатна дехидрогеназа во 6 фосфоглуконат. Значи во 6 фосфоглуконат. И за ова всушност да се случи се троши НАДП П+, која преминува во НАДПХ плюс Х+. Сега, тука е важно да поменеме, за да излезе стереохемијата, понатаму во процесот правилно, овој циклус треба всушност да сврти 6 пати. Сега, ние одма ќе обележиме како да би свртел 6 пати, со тоа што ќе ставиме дека учествуваат 6 молекули од ова, така дека се добиваат потонатаму 6 молекули на глукоза 6 фосфат. И за ова седа нели да се случи, се трошат 6 молекули на АТП, се добиваат 6 молекули на АТПХ и всушност се добиваат 6 молекули од ова 6 фосфоглуконат. И уште од сега, само со која боја, нека биде со виолетова, ќе ги забележуваме бројот на С атоми. Значи овдека имаме 6 по 6. Така, значи имаме 36 С атоми. Овдека имаме повторно 6 по 6, 36. И тука повторно имаме 6 по 6, 36 С атоми. Сега, во наредниот чекор, 6 фосфоглуконатот, со процес на оксидативна декарбоксилација се добива рибулоза 5 фосфат. Значи вака ќе направиме и сега овдека се добива рибулоза 5 фосфат. И се губи CO2. Така, и се губи CO2. Сега, бидејќи рековме дека се користат 6 молекули, затоа всушност се добиваат 6 CO2, се губат и се добиваат 6 молекули на рибулоза 5 фосфат. Сега всушност овдека имаме сега 6 по 5, односно имаме 30 С атоми, така? Значи зашто сме изгубиле 6 С атоми од овие 6 CO2. Бидејќи претходно овдека имавме 36, сега имаме 30 С атоми. И за ова да се случи повторно се користи НАДП+, која поминува во НАДПХ. И повторно дека имаме 6 молекули. Сега, оваа рибулоза 5 фосфат под дејство на ќе направиме под дејство нека биде вака пентозо 5 фосфатна епимераза. Значи под дејство на епимераза се добива ксиулоза 5 фосфат. Значи под дејство на епимераза се добива ксиулоза 5 фосфат и сега вака ќе ја бележиме. Ксиулоза, требаше со сина боја. Добро. Ксиулоза 5 фосфат и овдека повторно ќе ја бележам. Ксиулоза 5 фосфат. Зошто се добиваат значи 4 ксиулози 5 фосфат, но ги разградиме на по 2, така, по 2 ги ставиме. Иако значи се добиваат 4, едноставно зашто 2 ќе учествуваат сега, 2 ќе учествуваат подоцна.
затоа само ги разделуваме, значи се добива всушност 4. И под десно на изомеразата се добива рибоза 5 фосфат. Значи се добива рибоза 5 фосфат. Сега се добиваат вакви две молекули. И сега ова има исто 2 по 5. Така овдека имаме 2 по 5, ајде овдека. И овде имаме 2 по 5. И сега на се повторно имаме 30 атоми. Сега, например, овие две рибоза 5 фосфат со две оксилоза 5 фосфатот под дејство на транскетолаза се откачуваат 2 С атоми од секој од овие ксилозите, така што ќе добиеме две молекули на глицералдехид трифосфат, значи две молекули на ГАП, бидејќи се откачуваат, дека се видите тоа, по 2 С атоми од секој од нив, значи ќе биде 2 по 3, а тие 2 С атоми кои се откачени од двете ќе се пренесат на овие рибози 5 фосфат, со тоа што ќе се добијат две молекули 7 хептулоза 7 фосфат. Значи тоа ќе биде вака. S7 фосфат. И овдека всушност имаме 2 по 7. 2 по 3 е 6, 2 по 7 е 14, вкупно 20. Така 20, зашто овие овдека што се 10, уште ги немаме искористено. Сега овде всушност станува на некој начин по-комплицирано, но затоа нема баш да навлегуваме, едноставно ќе видиме што се добива. Значи од овие сега соединенија, понатаму ќе се добие под дејство на алдолаза, но нема врска тоа, ќе се добијат две молекули, и тука две молекули, на еритроза 4 фосфат и две молекули на фруктоза 6 фосфат. Тука виолетово нека биде ова. Всушност се добиваат две молекули од по 4 и две молекули од по 6. Што 2 по 6 12, 2 по 4 18, повторно сме на 20. Така значи ништо не сме потрошиле. Сега оваа еритроза 4 фосфат може, вака ќе направиме натаму, да се прикачи заедно, односно дејствува заедно со оваа овдека ксилоза која не искористивме, овие две молекули на ксилоза, така ќе испуштиме доле, овие две молекули на ксилоза, така што ќе се добијат, вака ќе направиме сега со виолетова, две молекули, и овдека две молекули, едното ќе биде на фруктозо 6 фосфат, другото ќе биде на глукозо глицералдехид 3 фосфат. И овдека всушност имаме 2 по 6 и овдека имаме 2 по 3. Што е постојано, така, значи имаме 2 со 4, 2 со 4 што е 8, така, плюс имаме овдека, значи овие 2 со 5 што е 10, вкупно 18, така, 2 по 6 12, 2 по 3 6, значи 18, ништо не сме загубиле. Сега, овие две фруктозо 6 фосфат, така, може да реагираат заедно со овие две фруктозо 6 фосфат и под дејство на ензими, всушност ќе дадат 4 молекули, така, 4 молекули на глукозо, на глукозо 6 фосфат. Така, значи ова сега има 4 по 6. А овие две молекули кои остана од глицералдехид 3 фосфат ќе преминат, со зелена нека биде, едната ќе си остане повторно како глицералдехид 3 фосфат, ова ќе си остане како глицералдехид 3 фосфат, но другата ќе преминува во дихидроксиацетон фосфат, дихидроксиацетон фосфат, кои понатаму ќе се кондензираат, че вака нагоре се ќе тераме, ќе се кондензираат во фруктозо 6 фосфат, која пак фруктозо 1,6 фосфат, која ќе премине во фруктозо 6 фосфат, која ќе премине во глукозо 6 фосфат. Така и овдека сега имаме една молекула на глукозо 6 фосфат, односно 1 по 6, овдека има вместо 6, там 6 атоми, 3
3C атоми, 3C атоми, нормално 1 по 3, не ги ставам кицевите. И на крај всушност што добиваме? Да обележам со црвена боја. Добиваме 5 молекули на глукоза 6-фосфат. Така, а со што започнавме? Идеме овдека погоре. Започнавме со 6 молекули на фруктоза 6-фосфат, ама 6 молекули на глукоза 6-фосфат. А завршивме со 5. Така. Кај ги изгубивме тие 6 атоми? Ги изгубивме овдека кога изгубивме CO2. Така, значи овдека изгубивме 6 C атоми и затоа завршуваме на крај со една глукоза 6-фосфат помалце, бидејќи една глукоза 6-фосфат е составена од 6 C атоми, така да на крајот имаме една глукоза 6-фосфат помалце. Сега некој ќе праша, добро, што е целата поента на овој процес тогаш? Едноставно само да изгубиме една молекула. Зошто да изгубиме една молекула? Едноставно ги придобивме. Гледате овдека што добивме. Сега кај што бележам со бела боја. Ќе бележам со подебела стрелка. Добивме 12 молекули на NADPH. И со овие 12 молекули на NADPH, всушност на некој начин може сега да се одвива Калвиновиот циклус. Исто ќе биде спремен Калвиновиот циклус за кога ќе биде осветено од светлина. Така, бидејќи сега рековме дека нема светлина. Кога ќе се појави светлина, ќе има спремни 12 молекули на NADPH, така што Калвиновиот циклус ќе може да се одвива правилно. И исто измеѓу при процесот на разложување од едно од друго креиравме доста пентози, триози, бидејќи овој не мора секогаш да отиде до крај. Например, стигне до некаде до овде, бележам се со жолта линија, и се појави светлина и едноставно се ова ќе прекине нааму. Така, ќе прекине и тие ќе се отидат во фотосинтеза, во Калвинов циклус. Бидејќи ова се е еден дел од фотосинтеза. Сакам да кажам, не мора да тера до крај. Така, значи имаме спремни пентози во секој момент да се приклучат во одредена фаза од Калвиновиот циклус. И тоа беше се за оксидативен пентозофосфатен циклус. Тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.